Во ова видео ве носам да го видиме преубавиот Калемегдан, да истражиме древната тврдина и секако додека сме тука да го посетиме и видиме преубавиот Бел град. Чиве се наоѓам на Калемегдан, на преубавиот Бел град и истражувам тврдината тука. Се решив да снимам и оно што ми беше интересно, има тука отворено дел од тврдината кај што се влегува подземја. Тука се наоѓа еден голем римски бунар кој што е долг 60 метра, мислам длабок 60 метра. Меѓутоа фасцинантен е, преубав е градбата се. Меѓутоа, тоа што мене ми дојде интересно е тоа што овој бунар, замислете, е крстен римски, а тврдината е направена во 16 век. Значи, нашите историчари и археолози се толкави слуги на Западот, што и нешто што е направено 15 века после таа наводна Римска империја, мораат да го крстат римско, односно не смеат ништо да го именуваат како свое. Значи, нема логика ова тврдина од 16 век, бунарот е римски, значи малце е идиотски и се за тоа и уште еден доказ за тоа колку нашата историја е условена и колку е реална. Мислам дека не е ич реална, а за Римското царство немам што да кажам, тоа не постоело. Постоело некое Ромејско царство, кое што било познато по војување, а никако по градби и никако по култура. Така да ова е уште еден доказ за таа лажна историја со која што сме обкружени и морам да кажам дека како повеќе истражувам, наоѓам дека таа историја која што учиме е наменета за идиоти и дека здраво разумен човек не може да ја прифати и не треба да ја прифати. Знам, тоа е голема тема, вие не се замарате со тие работи, меѓутоа јас да си кажам, за да не ми тежи на душата. Ајде да одиме понатаму да ви ја снимам другиот дел од тврдината. И секако стара тврдина или старо место не би било ништо без дабовите, односно дрвјата кои што ги саделе секаде околу нив и ги сметале за свети и биле символ на сила и истрајност и давале голема енергија. Оваа белградска тврдина е прекрасна, како што приметивте, градбите се цврсти, долготрајни и правени се во период од 15 века, значи се кажува дека оваа тврдина се почнала да се гради од некаде од првиот век
па се некаде до 16 век била цело време доградувана. Меѓутоа, јас во тие податоци не верувам, не можам да ги потврдам, мислам дека оваа тврдина е многу постара од тоа. Мислам дека најголемиот дел од тоа или од таа наша цивилизација се крие под ова што можеме да го видиме. И сите тврдини кои што сум ги посетил до сега, а се наоѓаат во близина на главни градови, само над земниот дел е достапен. Меѓутоа, мене ме интересира што има доле, зошто не се отворени целосно, односно го гледаме само горниот дел од сите овие тврдини. Секако дека тврдините се прекрасни, убаво е да се види и тоа што е изложено, меѓутоа главните докази, главните градби, можеби и некоја технологија се крие внатре во тврдините, а во тие огромни простори што се под нив и секако во тунелите кои што, верувајте, од овие тврдини се простираат со километри, а кои што биле служени за патување низ нив. Ова е погледот од тврдината и е прекрасен, се гледа моќниот Дунав, преубавиот Дунав. А во оваа тврдина видов изложен исто така и голем број на машини кои што имаат една единствена намена, а тоа е за убивање на луѓе. Значи, така гордо ги прикажуваме овие машини кои што имаат за цел да не убиваат токму нас, односно кои што служат за уништување на човечкиот род. Мене тоа малку ми е лудо, меѓутоа, ете, ние се гордееме со тие машини, дури има и парада за нив, а се фалиме со нив и ги покажуваме секаде каде што можеме, иако единствената намена на овие машини е за убивање на луѓе. Значи, тие немаат никаква друга намена. Не се украси, не служат за нешто да произведат кое што можеме да го јадеме или слично, имаат единствена намена за убивање на луѓе. Значи, јас кога ќе видам овие машини, мене ме потсеќаат на луѓето кои што ги убиле, а не на тоа што ни е прикажано дека прават нешто добро. Иако убивањето на луѓе за некои одредени паразитски структури е добро, за мене секако не е, и мислам дека конечно треба овие машини за убивање на луѓе да се тргнат од овој свет, не припаѓаат на овој свет и треба да се забораваат. Меѓутоа, еве ги, тука се на секој чекор и ни ги даваат да се играме со нив. Родителите ги носат своите деца да ги видат, а главната намена им е, пак ќе кажам, единствено за убивање на луѓе. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Не заборавајте да се претплатите, доколку сте во можност да станете членови и на тој начин финансиски го поддржите Сонцогор. Ви го посакувам секое добро и се гледаме.